Нови мерки за подобрување на животот и стандардот на младите промовираше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во фокусот на партијата повторно се студентите и улеснувањето на нивниот пат за добивање на диплома. Една од мерките е за 50% намалување на партиципацијата за студентите од самохрани и еднородителски семејства. Реализацијата ќе биде од септември 2017 и ќе важи за сите од 1 до 4 година, каде приходите на родителот не се повисоки од нето минималната плата. ВМРО ДПМН континуирано води грижа сите граѓани на Република Македонија да имаат подеднаков пристап до високото образование. Социјалниот статус не треба да биде пречка за реализација на амбицијата и за стекнување на факултетска диплома. Олеснување ќе има и за оние кои сакаат да студираат на техничките науки, кои се дефицитарен кадар на пазарот на трудот. И тие се потребни особено во насока на постигнување на сестран развиток и развој на индустријата. Затоа, во академската 2017-2018 ќе им овозможиме на сите студенти кои доаѓаат од семејства кои имаат месечни примања не поголеми од просечната месечна нето плата, а кои за прв пат ќе запишат студии на техничките факултети, кои функционираат во рамките на државните универзитети, да влезат во државна квота, односно да плаќаат партиципација од само 200 евра, наместо 400 како што е за студентите со кофинансирање. Значајна мерка во делот на образованието е отварањето на специјална национална математичка гимназија, која според најавите на Груевски треба да биде во функција во 2018. Ќе биде во Скопје со ограничен број на места и кампус за сместување. Националната математичка гимназија ќе нуди образование по посебни напредни наставни планови и програми креирани и одобрени од Бирото за развој на образованието, но со поддршка од наставно-научниот кадар од Природно-математичкиот факултет и од МАНУ, кои ќе бидат и дел од вонредниот наставен кадар во ова средно училиште. Лидерот на ВМРО ДПМН со денешните 7 за 2 месеци промовираше 34 мерки за подобрување на животот на младите.